Го поканувам амбасадорот на Руската Федерација во земјава, неговата екселенција господин Сергеј Базникин, да ви се обрати со говор. Почитуван господине Иван Стоилковиќ, Ваша екселенција господин Светобалдеј Ресовиќ Буршаков, почитувани колеги од дипломатскиот кор, господине Сулеј, господине Рашид Саид Ал Ајарин, господине Александар Кнежевиќ, почитуван полковник Зунин, почитуван професоре доктор Велимир Стојковски, почитуване господине Реджеп Исмаил Хактан и господин Драган Неделковиќ, почитуване господине Стефче Трковски, почитувана Светлана Гавриловна Варибина, драги сонародници, почитувани дами и господа, драги пријатели. Срдечно ве поздравувам денес, во пресрет на светиот за Русија празник, без претарување, еден од најважните, денот на победата во големата татковинска војна. Оваа година, неговото значење е уште поголемо. Ние одбележуваме јубилеј, 80 годишнината од големата победа. Утре во Москва, во присуство на лидери на многу држави, амбасадори и шефови на мисии на некои од нив се тука со нас, искрено им благодарам на моите колеги. Ќе се одржи му позната на целиот свет парада на победата на Црвениот плоштад. Демонстрација на силата и мокта на нашите војници, достојни наследници на генерацијата на победниците. Ви препорачувам да го погледнете и да го слушнете говорот на председателот Владимир Путин. Според традицијата се собравме денес кај спомен обележито кое символизира единство на народите што се бореле против Хитлеровата Германија и нејзините помагачи. Заедно со нашите македонски пријатели, и особено ми е драго што тука ги гледам господин Саша Богдановиќ и господин Војдан Запров, го отворивме пред 5 години, во годината кога се одбележуваше 75 годишнината од победата. Веќе 5 години учесници на нашите церемонии, но и, што е најважно, жители на Скопје, што поминуваат покрај него, имаат можност да размислат и за минатото, и како што изгледа за духовните вредности и моралните начела. И учително за вечната борба меѓу доброто и злото. Овој спомен го дава единствениот, вистински одговор. Доброто секогаш победува над злото, а вистината триумфира над лагата. Така било и така ќе биде секогаш во историјата. Без разлика на тоа, кој и како се обидува да го промени тоа. Победата во пролетта 1945 година над античовечкиот, агресивен и криминален хитлеровски режим е јасен доказ за тоа. Добро е сите да го запомнат. Искрено ми е драго што во Скопје постои место каде што е вековечен подвигот на војниците што ја ослободија Европа. Денес им оддаваме почит, на тоа е посветена нашата церемонија. Вашето репрезентативно присуство и ви благодарам на сите што дојдовте. Докажува дека во Македонија се негова историската вистина. Ние ова го знаеме и цениме.
се сеќаваме и му оддаваме почит на подвигот на македонскиот народ, кој храбро се бореше против окупаторите за време на народно-ослободителната борба од 1941-1945 година. На ова тема посветив посебно внимание во колумната објавена деновиве во весникот Нова Македонија. Колективната борба против заедничкиот непријател е уште една потврда на трајната врска меѓу нашите братски народи. Оваа борба ги обединува русите и македонците. И понатаму ќе биде јадро на нашите односи, независно од состојба на врски меѓу нашите земји, кои, за жал, не ги живеат најдобрите времиња. Но, како што е познато, се враќа на своето место, доколку постои желба која, се разбира, може да биде само взаемно. Денес, настаните од пред 80 години се актуелни како никогаш до сега. Западот се обидува да го укине вклучувачкиот придонес на нашата земја во победата, во корист на посакуваната цел да ни се нанесе стратешки пораз. Тие не се срамат не само да прималчуваат фактите, туку и отворено да ги искривуваат. Сепак, колку и да се обидуваат лажните историчари, излегува само пропаганда, чија цел е да се избрише од меморија безсмртниот подвиг на советскиот народ. Нашата заедничка задача е да го зачуваме сеќавањето. Ќе повторам нешто што порано не се доведуваше во прашање. Главната воена моќ на Германија и нејзините сателити беше фрлена против нашата земја. Без да намалуваме улогата на сојузниците, токму Црвената армија го скрши рбетот на германската војна машина. Знамето на победата над Рајхстагот во Берлин го подигна советските војници. Победа беше добиена по незамислива цена. 27 милиони загинати на боиштата и меѓу цивилното население во окупираните територии и во заднина на фронт. Колосални разорнувања. Во Русија војната дојде во секој дом. Затоа, во секое семејство, сеќавање на паднатите ќе се пренесува низ вековите. Денес Русија повторно се бори против неонацистичката идеологија на мизантропија, поддржана од политичкиот Запад во Украина. Во распадот на Советскиот сојуз, многумина поверуваа дека има шанса да ја распарче нашата земја. Политичките елити на Западот, кои заборавија на заедничката борба против нацизмот, не сака да ја признаат независноста и суверенитетот на Русија. Сета тоа доведе до трагични настани во Украина. Нашите противници не успеаја да ги остварат своите планови и нема да успеат. Русија стана многу посилна. Нашата економија успешно одговара на надворешните предизвици. Нашето општество е обединето и сплотено. Борбената готовност на вооружените сили на Русија е на највисоко ниво во светот. Денес не постојат средства кои можат да се спротивстават на најновите типови на вооружување што ги поседуваме. Ние сме подготвени да ги решаваме сите прашања со мирни средства, вклучително и преку преговори меѓу Русија и Украина. Но подготвени сме и за секој можен развој на ситуација. Русија има доволно сили за да ја доведе специјалната војна операција до крај и да ги постигне резултатите кои ние бараме
отстранувајќи ги корените на конфликт. По победата, светот ќе се приближи до воспоставување на поправеден модел на светски поредок, до мултиполарен свет на соработка и создавање, заснован на принципите на меѓусебно почитување на интересите и правото на секој народ на собствен развој модел. Честит предстоен празник, денот на големата победа, вечно сеќавање на патнатите, вечна слава и благодарност на живите герои. Ве замолуваме да им го дадеме споменот на сите загинати во страшната војна со едноминутно молчање. Продолжуваме со положување цвеќе. Го поканувам амбасадорот на Руската Федерација. Го поканувам почесниот конзул на Руската Федерација во Охрид, почитуван професор доктор Велимир Стојковски, да положи цвеќе. И потому так часто и печаль летит, летит по небу Клим устал, летит в тумане на исходе дня.
Церемонијата е завршена. Ви благодариме на сите за вашето учество.